подпира целата представа, а тоа е таа репликата кога професорот по биологија му кажува на младиот музичар дека за да се стане перутка треба да се убие гасеницата во себе, што е навистина многу убава символика и многу убава метафора. Таа сцена посебно ми се допаѓа. Инаку ја лично попуштив на онаа сцена кога младиот музичар стига до Лондон и кога се дига таа платформата и кога младиот музичар вели добро вечер Лондон, и дека добил порака од неговата бивша или сакана која со оглед на околностите не е далеко од него. И сега добива порака од саканата, она го поздравува и таа порака е многу еден трогателен момент, мислам, кога тој го поздравува Лондон, а притоа се врти на својот собствен живот, на својот приватен живот и вика, оваа моја љубов ми кажа дека да не ги откривам тајните. Не, кажа дека седмата жица на гитарата е токму таа емоцијата и тоа, мислам, тие сцени мене многу ме тругнуваат, затоа што некако, што знам, сакал неќел се препознавам во тоа. Значи, идејата е околу емоциите, околу љубовта. Уствари, што генерира овој мюзикл? Сакале или неќеле? Дали од квалитетот на сите учесници или се случил моментот дека тој мюзикл излегол, најголемата придобивка на овој мюзикл и најголемата енергија е токму љубовта. Ово како да го врти запчаникот, ние сега живееме во едно доста критично, апатично, неуротично време. И сите сме спремни да ги гледаме маните и да бараме грешки во туѓото однесување. Овде гледаме една убавина, гледаме љубов, разбирање, толеранција, емпатија, сочувство, солидарност. Ги гледаме сите тие подзаборавени људски и општествени особини. Токму, мислам дека дури овој мюзикл мене лично а верувам дека ќе има сайд ефект многу јак. Луѓето излегуваат поинакви после оваа представа. Не се веќе тие замислени, намуртени, нервозни луѓе кои, ајде да го видиме и ова сега, да видам, што ќе каже сега ова. Сите тие, како да кажам, целата таа психоза со која луѓето влегуваат, исчезнува, затоа што гледаат една огромна, младешка енергија и многу љубов на сцена. Групата музичари во која за среќа учествува и мојот син Јан Стефановски, кој е одговорен за тапаните, за жал нема да биде во Битола, затоа што оди на заслужен одмор, ама целиот бенд, целата Бобан Милковски аранжерот, мислам, целиот има